Човекот не станува просветлен со тоа што си замислува светлина, туку со тоа што ја прави темнината свесна. Карл Јунг. Добре дојавте во 8-та епизода на Беседа. Со нејзиниот наслов Шварцови основни вредности. Па свештениче, мислам дека е време да обработиме уште една тема која што се однесува на моралот, нели? Апсолутно. И на вредностите. И на вредностите, точно така. Добро, ако ќе кажам вредности, во основа мислам на моралот. Епа, како што наговестив, денешнава тема се Шварцовите основни вредности. Шалом Шварц е научник кој што поголемиот дел од својот професионален истражувачки живот го посветил на проучување на различните култури во светот, со цел да утврди дали постојат основни вредности кои се повторуваат меѓу културите. По неколку декади работа тој утврдува дека такви постојат. И тоа се 19 на број, кои се распоредени низ неколку категории. Како краток вовед, значи, вредностите се следниве, се ќе ги прочитам поред, а потоа ќе кажам во кои категории припаѓаат. Една вредност е себе насочување од аспект на мисла. Тоа значи слобода да се култивираат сопствените идеи и способности. Потоа следи себе насочување од аспект на акција. Слобода да се одредат сопствените активности. Третата вредност е стимулација. Таа е насочена кон возбуда, новитет и промена. Четвртата вредност е хедонизам. Задоволство и задоволување на сетилата. Петата вредност е достигнување. Тоа е успех според социјалните стандарди. Шестата вредност е моќ од аспект на доминација. Моќ низ текната низ примената на контрола врз луѓе. Следната е моќ од аспект на ресурси. Тоа е моќ стекната низ контролата на материјални и социјални ресурси. Следната вредност се вика образ, чест или репутација. Тоа е безбедност и моќ низ одржување на јавната слика за себе си и избегнување на понижување. Следната вредност е безбедност од личен аспект. Безбедност во непосредната околина. Значи, ова е физичка безбедност, практично. Физиолошка. Па потоа имаме безбедност општествена, од аспект на општеството. Безбедност и стабилност во поширокото општество. Потоа имаме традиција. Одржување и зачувување на културните, семејни или религиозни традиции. Потоа имаме конформизам од аспект на правила. Тоа значи повинување кон правила, закони и формални обврски. Па имаме уште една вредност конформизам меѓуличносен, односно меѓу луѓе, избегнување на вознемирување или штетење на другите луѓе. 15-тата мислам дека е вредност е понизност, препознавање на сопствената небитност во големата шема на работите. 16-тата е доброчудност од аспект на доверливост, да се биде доверлив член на групата на која се припаѓа или заедницата се една. И имаме доброчудност од аспект на грижа, тоа е посвета на добробитноста на членовите на групата или заедницата. Имаме вредност уште една универзализам од аспект на грижа, посвета, тоа е посвета кон еднаквост, правда и заштита на сите луѓе. Универзализам од аспект на природа, што е зачувување на природната околина. И на крајот, последната 19-та вредност е универзализам од аспект на трпеливост, прифаќање и разбирање на оние кои се различни од нас. Како што гледаме, овие 19 вредности Шалом Шварц и неговата екипа, научна екипа, патувале низ многу култури и заедници во светот, од племиња до напредни модерни општества
и утврдиле дека овие основни вредности повторливо се појавуваат во сите култури и заради тоа ги нарекол основни вредности. По првата верзија на неговата теорија биле 10 вредности. Меѓутоа, по незината ревизија во 2012 година, многу од овие вредности се поделени на 2 или на 3, како што можевме да видиме. Например, доброчудност од аспект на доверливост, доброчудност од аспект на грижа, или конформизам од аспект на правила, конформизам од аспект на луѓе. Значи, претходно биле, например, само конформизам или само доброчудност. И во 2012 година практично ја прават ревизијата каде што утврдува дека има 19 вакви основни вредности. Сега, во нашата дискусија, во нашата беседа со свештеникот, пред да започнеме снимањето на оваа епизода, практично утврдивме дека овие вредности, иако се категоризирани во 4 категории, например, тие категории според Шварц се очувување, себе подобрување, отвореност кон промена и себе надминување. Меѓутоа, иако се поделени во овие 4 категории, во основа, тие се основаат на 2 метакатегории, да ги наречам така, кои што се ослободеност од анксиозност, во кој што влегува раст, личен раст, па и колективен раст. Тоа е едната категорија, а другата категорија е избегнување на анксиозност или себе заштита. И во пракса, тука можеме да видиме дека во овие метакатегории практично се апсолвирани основните нагони човекови, а тоа е насоченост кон позитивното, кон позитивните последици од нашите постапки, трпења и неакции. Значи, насоченост кон позитивните последици и избегнување на негативните последици. Позитивните последици се раст и ослободеност од анксиозност, а негативните последици се себе заштита и избегнување на анксиозност. Односно, тие се обидуваме да ги избегнеме, негативните. Ете, тоа би бил еден краток вовед во Шварцовите основни вредности и сега ќе му дадам збор на нашиот драг Емил свештеник да искоментира во негов стил како што знае тој само. Ти благодарам. Значи, исто како што зборевме за претходната тема, оваа тема е прилично академска теорија која циркулира во академската сфера, академската димензија, да речам, и на научно ниво е напаѓана или пак други трудови се градат на неа. Меѓутоа, тоа се, исто како што спомнав и во претходната епизода, се е еднодимензионално, бидејќи науката, колку и да е фалена дека го користи оној научен принцип, научен метод на анализа, сепак е доста лимитиран. Значи, има многу аспекти во човековото постоење и во постоењето на природата, на реалноста, каде што науката не може да го опфати целосно. Пристапува со лимитирани алатки и поради тоа заклучокот кој што го носи е секогаш лимитиран. И ние не треба да си го базираме нашиот живот врз основа на трудови, врз основа на вакви теории кои што некои научници ги изнесуваат, ги пројавуваат, ги откриваат, да речеме, туку треба да ги земеме во предвид, меѓутоа начинот на живот, светогледот, реалноста во која што живееме, главно да си ја утврдиме ние субјективно и да си дојдеме до еден свој заклучок за каква е реалноста и како треба да живееме. Не да се базираме врз наука, исто како што многу голем број на луѓе сега се свесни дека не треба целиот свој живот да си го базираат врз основа на религијата во која што се родиле. Меѓутоа, треба да ја земат религијата во предвид кога го воспоставуваат својот живот и својот светоглед. Сега ја звелам еден чекор понапред. Не ја земајте науката или рациото
како основа на вашиот живот, туку само базирајте се. Меѓутоа, одете и подлабоко. Одете кон духовниот елемент, одете кон субјективното, кон креативното, кон тишината во вашиот живот, свеста во вашиот живот и така натака. Значи, она што сакаме, јас и процесорот е сите овие теми да ги истражиме со тоа што ќе одиме еден чекор понатаму. Значи, ќе истражиме како овие теории се поврзуваат со духовноста и со развојот на свеста. Значи, сакаме да внесеме една духовна перспектива. Со тоа кажано, моето мислење е дека кога работите на себе, било преку медитација, преку молитва, преку самодисциплина, почнувате да ги разбирате своите вредности на подлабоко ниво. Сите овие 19 вредности се јавуваат кај еден балансиран човек повеќе или помалку во одреден степен, без разлика дали во животот некои трауми го влијаеле на неговиот живот или пак некои поволни активности, поволни случаи кои што му се случувале на човекот го модификувале да неговите вредности се повеќе, значи во одреден аспект на тие 19 вредности повеќе има некои вредности, а помалку од другите вредности го мотивираат во неговиот живот, или пак повеќе кон зачувување, а помалце кон да речеме себе градење и така натака. Меѓутоа, човек кој што работи на себе и кој што достигнал здраво ниво на свест и на самодисциплина, почнува сам да ги гради овие вредности и да ги разгледува на едно подлабоко ниво. Значи, вредностите како самоуправување и како доброст, како едноставно добробит, стануваат оние вредности кои што се со цел зачувување на индивидуата и оние вредности кои што се со цел подобрување на индивидуата се всушност комплементарни, не се спротивставени. И тоа еден свесен човек го гледа и го чувствува на едно длабоко ниво. Зар не мислиш така? Апсолутно мислам така и тоа мислам дека и веќе го утврдивме во спирална динамика, чуму и наку процесот на постојано скокање помеѓу насоченост кон поединците и насоченост кон колективите. Значи, затоа што цело време од екстремите на насоченоста кон едното или кон другото се создаваат проблеми кои што викаат чекај сега треба да се вратиме малку и на другото, па и назад на првото. И на крајот, интересното е што, баш ти тоа го кажа, идејата е да ги надминеме овие, речеме, да го надминеме нишањето на нишалото од лево кон десно и да стигнеме до апсолвирање на сите овие перспективи, и колективни, и поединечни, и универзални, во себе си и во собственото живење. Она што се случува во постконвенционалното мислење, кое што се јавува во жолтата и особено во трикизната фаза. Така. Значи, она што се јавува во жолтата и во трикизната фаза на спирална динамика е дека всушност ти веќе не бараш вредности, туку вредностите произлегуваат од тебе. Вредностите те бараат тебе, да се изразиме по-метафорично. Значи, едноставно почнуваш да го живееш животот на еден аутентичен, свесен начин и ако се навратиш ако почнеш да размислуваш за својот живот, гледаш дека твоите активности следат одредени принципи, следат одредени вредности, одредени однесувања, кои што потоа можеш да ги запишеш дека се твоите вредности. Меѓутоа ти не мора веќе не мора да се базираш на нешто веќе утврдено, затоа што зголемената свесност на една индивидуа самата го носи кон одредени однесувања кои што се
карактеризираат со висока морална свесност, да речеме, или вредност, висока морална вредност. Видиш, многу интересно што го спомнува, бидејќи ако ти нели рече дека всушност кога ќе отидеш во жолтото, па и особено во трикизното, веќе вредностите произлегуваат од тебе и од твоите размисли и активности. И тука можам веднаш да поставам една паралела со како се битисува, како се постои во оние најосновните нивоа на беж и на виолетово, каде што однесувањето е, особено во беж, е несвесно однесување на ниво на животни и се она што се случува како резултат, создавање на племе, создавање на банди, живење, секојдневното живење во моментот и од ден за ден, всушност е на еден начин живење на начин во кој што вредностите повторно произлегуваат од самиот начин на живење и нема принципи или правила кои што се резонираат на свесен начин, туку едноставно се живеат. Апсолутно. Произлегуваат од тебе. Произлегуваат, ете така точно. И па можеме да видиме дека тука во Шварцовите вредности практично тие се поделени на како што реков, насоченост кон позитивните ефекти и избегнување на негативните ефекти, меѓутоа исто така се поделени на насоченост кон колективите, односно социјална насоченост и насоченост кон себе си, лична насоченост, и тоа е како што гледаме повторно се повторуваат истите образци кои што ги наоѓаме во спирална динамика. Сега интересното е што овие 19 вредности понекогаш се наоѓаат на, како да кажам, на границите помеѓу различни категории. Еден класичен пример. Вредноста образ, односно репутација, односно чест, се наоѓа на пресекот меѓу категориите на себе подобрување и на себе зачувување. Хедонизмот, например, се наоѓа помеѓу себе подобрување и отвореност кон промени. И така натаму. Значи, има вредности кои што се наоѓаат на граници. Тоа е еден коментар кој што би го искоментирал, а вториот коментар кој што би го искоментирал и кој што мислам дека е уште побитен, како едно откровение, кое што мислам дека го имавме додека го разговаравме снимањето на оваа епизода, е дека како што растеш во својот развиток од аспект на зрелост и когнитивен развиток и морален развиток, да речеме од аспект на спирална динамика, така се повеќе од овие вредности ти стануваат битни. Например, да речеме дека во беж и во виолетовата фаза најбитните се општествена и лична безбедност. И сега ја надминуваш таа фаза, влегаш во црвена фаза, кај што е битно сега новите вредности од Шварцовава табела, да речеме, новите вредности насочени на моќ, односно моќ од аспект на ресурси и моќ од аспект на доминација. Па после одиме, нели, сино, тука имаме конформизам, нови вредности, па после тоа одиме портокалово, кај што имаме достигнување, нова вредност, па потоа одиме во зелено, каде што нели имаме и понизност и доброчудност, па одиме во жолто, каде што имаме, се додаваат и на универзализам вредностите. Во црвеното и во жолтото особено имаме себе насочување од аспект на мисла и на акција. Значи, како што гледаме како што растеме во нивоата на когнитивен и зрелосен и морален развиток, така се повеќе вредности стануваат битни и почнуваат да се додаваат на спектарот на вредности кои што не се битни, а некои вредности кои што биле најбитни, например во беж нивото, безбедност, лична и општествена, и во виолетово, општествено особено,
не се намалуваат во битност, туку во релативна битност во однос на другите нови вредности кои што се додаваат како што растеме низ нивоата, стануваат помали. Меѓутоа, остануваат еднакво битни како и претходно. Да, ова што го кажа е многу значајно, бидејќи не води кон попрактичните начини на употреба, да речеме, на оваа теорија. Јас тој практичен дел би го поделил на, понатаму ќе направам и резиме, меѓутоа првим би го поделил на два дела, еден прв почетен дел, кој што можеме да го наречеме автентично балансирање, каде што твоите вредности кои што ги создаваш и кои што се неминовно спаѓаат во една од тие 19 вредности, почнуваш да ги живееш, почнуваш да ги реализираш автентично, меѓутоа пред се навраќаш на себе си самиот, без употреба на психијатар или друго некое тело, страно тело кое што ти помага да се откриеш себе си, туку самиот во контемплација навлегуваш и се запрашуваш себе си кои се моите вредности, кои се моите стремежи и зошто. Дали се тие стремежи поради некоја траума од минатото или поради некоја недоволно процесирана желба или нагон и така натака, или се автентично или едноставно потекнуваат автентично од најдлабокиот дел од твоето битие. Кога ќе видиш дека првите делови, првите твои желби, основни желби и основни вредности кои што ги имаш во животот, кај скоро секој човек, поготово кај оние луѓе кои што во минатото кога биле мали се соочувале со одредени трауми или нивното воспитание не било доволно здраво од страна на родителите, не биле доволно спремни за да се справат со предизвиците на своето дете, ќе видиме дека дека вредностите и желбите не се доволно балансирани. Моралниот компас не е доволно балансиран. Човекот има некои аспекти од своите вредности кои што е воспален, премногу подуен, надуен, како например некоја потреба за мок или некоја огромна желба за хедонизам и така натака, додека пак други вредности се закржлавени. Кога овие работи ќе ги процесира во себе си ментално и душевно и емоционално, без да оди во светот и да ги реализира, многу луѓе веруваат дека јас имам од моето минато неизживеаност, да речеме, никогаш со моите родители не сме патувале затоа што сме немале пари, сега треба едно 20 години да шетам и да уживам, па кога ќе ми се задоволи таа потреба, тогаш може јас да почнам да се балансирам и така натака. Не, тоа е нездрав живот. И тоа е бунар без дно. Ти не можеш така да живееш, тоа не е правилен живот и не е размислување на еден зрел човек. Тука е размислување на дете. Оно што треба да го направиш, првиот чекор си го направил, тоа е свесен си дека имаш дека во твојата психа има одредени недостатоци и дури ја знаеш и причината зошто. И знаеш зошто твојот морален компас или твојот компас на вредности е расипан во одредена мера. Сега што треба е да седнеш самиот во себе, да посветиш време во денот, одреден период во животот, каде што ќе се балансираш. Ќе видиш кој е коренот на твоите небалансирани постапки и постепено ќе се балансираш себе си, користејќи ги алатките на твојот ум и на твоето срце. Ќе работиш на себе да се балансираш. Не да се проживееш, туку самиот да се донесеш во одредена балансирана контрола. Тоа значи да станеш автентичен. Да се донесеш до
самиот да се донесеш до одреден светоглед или одреден автентичност, индивидуалност на на твојот карактер, кој што ќе биде онаков како што ти сметаш дека треба да биде еден зрел човек. И кога ќе себе создадеш така, на тој начин, јас би рекол дека тука веќе ти си автентично балансиран во однос а, на моралниот и на вредносниот компас. Сега има уште еден чекор над тоа. Тој чекор би го нарекол духовно консолидирање. Ова е уште подлабок чекор. Сега веќе не само што си одлучил каков ќе бидеш ти, кој е твојата автентичност и твојата индивидуалност, сега треба и да направиш неколку чекори да ја надминеш. Тоа што значи? Тоа значи преку живење на твојата автентичност, полека да ја гледаш дека тоа било само, да гледаш дека тоа е само алатка. Тоа било еден вид на илузија, еден вид на сон, кој што ти си го сонувал или си го користел со цел да функционираш правилно во животот и да се изградиш правилно. Тоа е како еден вид на стапче кое го врзуваме за младото дрво, за да се развие, за да расте право. Меѓутоа, кога веќе ќе порасне во едно здраво, убаво дрво, време е да го тргнеме тоа стапче од дрвото, да го одврземе, за да може самото да расте и да се развива. Тоа е тоа духовно консолидирање, кога едноставно ќе се издигнеме над автентичноста, над нашата индивидуалност и ќе живееме како еден, буквално како универзумот да е во човекот, да е влезен, универзумот да е влезен во тебе, севкупноста да е влезена во тебе и таа живее. Не живее веќе некоја индивидуа, некој его преку човек, туку универзумот живее преку тебе. И тука веќе вредностите не мора дури ни да ги размислуваш, не мора дури ни да ги чуваш во себе. Секоја твоја активност ќе биде неминовно перфектно балансирана. Одлично кажано. Единствен коментар, кој што јас би го кажал тука, е околу самиот процес на интеграција. Значи, ти тоа што го кажа преска е да наместо да се изживуваш на незрел начин, да создадеш еден вид на идеал, една идеална слика за себе си како совршено врамнотежен човек и да почнеш да го живееш тоа. Сега, јас би рекол дека начинот на кој што може да се навистина, значи, апсолутно согласувам дека треба да се создаде една идеална слика на себе си, како максимален дострел што можеш да го постигнеш како човек или како заедница, sejedno. Може ова да важи на ниво на организација или на народ, sejedno, меѓутоа да речеме како поединец, еве сега да збориме. Со тоа што кога ќе се направиш сликата на совршено врамнотежен човек кој што е развиен во сите своји аспекти, доблести, одлики, атрибути, да ги наречеме, тогаш е многу лесно да увидиш што е тоа што ти каска, што е тоа што не е развиено, а што е тоа што е развиено. И тука веќе можеш да се посветиш кон развивање на тоа што заостанува. И кога ќе го развиеш на вистина, тогаш ќе почнеш да живееш на тоа второ ниво, автентично ниво што го напомена ти. Апсолутно. Кога свесно ќе почнеш да си ги гледаш своите недостатоци и да не да ги оправдуваш, туку да ги погледнеш со едно критично око, меѓутоа сепак со самодоверба, не со омаловажување на себе си, ќе можеш да ги оправиш, можеш да ги балансираш и оние работи каде што ти се премногу изразени, како некоја нездрава потреба за уживање или преголема потреба да бидеш во право и така натака, ќе ги видиш како слабост, ќе ги донесеш до одредено балансирано ниво,
тогаш можеш да живееш автентично и балансирано и навистина се отвараат нови димензии на квалитетен живот. Значи, затоа ние тука збориме, дури можеби звучи и малце хедонистички, како цело време во нашите беседи овде зборуваме за поубав живот, поквалитетен живот, екстаза на живење и така натака. Навистина тоа е точно, можеби личи малце хедонистички како да бараме ние нешто такво, меѓутоа кога го балансираш својот ум, кога работиш на себе и се подобруваш себе си внатрешно и надворешно и живееш балансиран живот, неминовно живееш поквалитетен живот. Квалитетот на твојот живот се зголемува на секој аспект и си многу посреќен и многу позадоволен и се задоволуваш со многу помалку. Меѓутоа, квалитетот на тоа задоволување е неверојатно повисок. Да, точно. Значи, таа екстаза, што ја кажеш, на еден начин на крајот и нирвана, е всушност резултатот на доблесното живење. Повторно се враќам кон Аристотел, значи, тој го кажува исто. Меѓутоа, како што напоменав и во претходната епизода, мора да се овој себе развиток мора да се одвива со понизен светоглед. Да бидеш понизен кон собствените недостатоци, мани, просто кај што има простор да се развива, меѓутоа понизен да бидеш и спрема своите позитивни работи, позитивни аспекти. Значи, во смисла на тоа да ги признаеш, не да ги криеш, не... Убаво кажа ти пред малку, овој развиток да го правиш на начин на кој што ќе бидеш свесен и ќе бидеш отворен, себе критичен, да речеме, поглед спрема себе си за своите недостатоци и мани, меѓутоа да не ти падне, да не си ја врзуваш својата самодоверба и практично самодовербата е одраз за колку се вреднуваш себе си. Да не си го врзуваш вреднувањето на себе си во однос на тоа дека имаш недостатоци или во однос на тие недостатоци што си ги открил. Баш напротив. Ти си како битие си апсолутно вреден. Ево, јас директно, непосредно го кажувам кон нашите следачи. Вие сте апсолутно, ти, конкретно, следачу, си апсолутно вреден. Иако имаш недостатоци, иако имаш работи на кои што можеш да се подобриш, апсолутно си вреден. И твојата вредност, односно твојата самодоверба во однос на животот, не треба воопшто да биде под влијание на тоа дали си открил кај себе си недостатоци или не. Апсолутно, ова е многу длабока поента која што ја кажа сега. Ако индивидуата седне и размисли какви се процеси требало да се одвиваат во универзумот од почетокот на универзумот, од Биг Бенг па до неговото раѓање, за он да се создаде и со какви атрибути е надарен, со каква свест, со каква практичност и способност на неговото тело да ја претвори храната во енергија и таа енергија да ја претвори во идеја и таа идеја да ја претвори во некој проект, во некој процес и така натака. Или пак таа идеја да ја претвори во разбирање на реалноста. И уште понатака да ја претвори во свесност. Буквално стигаме до едно поле каде што целиот универзум милиарди години работел за да го создаде, за да ја создаде индивидуата со многу цели, меѓутоа најважна цел за да биде универзумот преку него свесен дека постои. Бидејќи ништо што до сега знаеме, за кое што знаеме, освен човекот, не е свесно дека постои како свест, како живот. Сите животните се живи, така и растенијата се живи, меѓутоа животните може би имаат и одредена свест дека постојат, меѓутоа човекот е свесен дека е свесен. Тоа е едно ниво кое што го нема никаде на универзумот до сега колку што знаеме и буквално овозможува на самиот универзум, бидејќи ние сме дел од универзумот, создадени сме од истата
од истите материјали кои што е све создадено. Буквално е аспект во кој што универзумот самиот се спознава себе си. Ете, тоа е твојата вредност. Токму така, токму така. Твојата вредност е во тоа дека ти си еден краен производ на долгата еволуција која што на крајот резултирала во способноста на универзумот да биде свесен сам за себе. И тоа е едно чудо што самата предпоставка дека универзумот може да биде свесен пред се, а свесен е и преку животните и преку сите други аспекти на универзумот, сите и материјалните аспекти и планетите, че универзумот е свесен и преку нив. Ама свесен дека е свесен, тука е веќе еден следното ниво на когнитивната еволуција на самиот универзум, кој што се изјавува во тебе. И ова е всушност основата на откровението кое што е вклучено во христијанството, односно дека ликот Божји, односно Божјото постоење и битие е во секое човечко суштество и во се што постои на универзумот, ама особено во човечко суштество. Ова е всушност оние просветлени луѓе во минатото, како Исус, како тие што го следеле апостолите и така натаму, тоа што го утврдили, што го нашле, или тие што ја пишувале Библијата, тоа што го нашле дека Бог, односно универзумот, односно реалноста, како сакаме да го кажеме, преку нас се изјавува како свесен. И убаво што го каже, затоа и самото христијанство го ја врзува вредноста на секое битие како неограничена, затоа што во секое битие го има Бог. А бидејќи Бог има неограничена вредност, секое битие има неограничена вредност. Апсолутно, да се жив и здрав. Тоа е многу важна поента. Бидејќи вредноста на апсолутното, на севкупноста плюс потенцијалот за се што не постои да постои, тоа е апсолутното, и тоа се заедно е Господ. Неговата вредност е бесконечна, повеќе од бесконечна. И дел од таа бесконечност си ти. Тоа значи дека одреден неизмерлив дел од бесконечноста е сепак бесконечност. Значи твојата вредност е исто така бесконечна. Ако видиш дека си аспект на Господ. Да, тоа е една интересна аналогна паралела. Да речеме да нацрташ линија која што е 10 сантиметри во должина, така? И можеш да ја поделиш на 10 дела, така? Така. И секој сантиметар е одредена должина. Меѓутоа секој сантиметар може да се подели на бесконечно многу делови. Што значи тоа? Дека во секој сантиметар, иако ние го гледаме од нашата перспектива како нешто ограничено, во суштина тој не може да се достигне неговата ограниченост. Так. Имаше една многу интересна дилема, мислам дека уште во времето на хелените, дали Архимед ја имаше поставена, не ми текна точно, ама интересната математичка дилема беше ако тргнеш од точка А кон точка Б, да речеме дека точка Б е оддалечена 10 метра од точката А. И се тргнеш и при секој чекор поминуваш пола од растојанието. Дали ќе стигнеш до точката Б? Не можеш да стигнеш. Хајде. Ама во пракса материјално можеш да стигнеш. Ќе ти допре ногата веќе на некоја далечина, затоа што материјално постоиш, ама во исто време никогаш не можеш да стигнеш. И на тој начин, бидејќи точно така како што каже, бидејќи ти си бесконечност како битие, твојата вредност е бесконечна. Сега, тоа што е интересното, практично, овој аспект што го дискутираме тука е веќе оној аспект кога ги имаш сите вредности, да речеме, од Шварцовата табела и ги интегрираш во себе и знаеш на што треба да работиш. Меѓутоа, тоа што е интересното е дека работата на Шварц е значи направам паралела со тоа што го кажат дека всушност ние како луѓе сме едни битија
преку кој што универзумот станал свесен дека е свесен. Може би не сме единствените, меѓутоа сега знаеме за толку, дека ние сме тие на ова ниво на свесност. И сега преку тоа ниво на свесност Шварц отишол и ги испрашал, ги испитувал различните култури и заедници од најпрости до најсофистицирани кои што постојат денеска и утврдил дека постојат основни вредности кои што се појавуваат кај сите. Тоа што може да се извлече од тука, што јас сметам дека е многу битно, е дека постои одредено спојување во апсолутниот врв на вредностите, бидејќи ако сите овие, условно речено во наводници, врвови на когнитивната еволуција на универзумот, на сите страни на земјава ги повторуваат истите вредности, тоа наговестува дека во нивната суштина во универзумот постојат универзални вредности. За разлика од циничниот коментар на моралните релативисти, кои што викаат дека такви нешто не постојат. А ова наговестува дека веројатно постојат и дека можат да се насетат на некој начин. Може би ние не ги знаеме, може би овие 19 вредности се, како да кажам, само нивни некои конкретни изјавувања, меѓутоа во нивната суштина, во позадината, се наговестува дека постојат универзални вредности. Да, ова е многу интересно согледување, каде што имам само еден коментар, тоа е да кажам дека да бидеш ригиден во своите размислувања, да речеш не постои такво нешто, постои само работи кои што ние сме ги истражиле, ние сме ги утврдиле, сме ги откриле, да речеме, и ништо над тоа не постои универзални правила, универзални закони, и покрај тоа што знаеме дека постојат такви мистерии во универзумот и во секојдневната реалност постојат мистерии кои што не сме ги откриле, да бидеш сигурен во себе дека нешто е така како што до сега си открил, мислам дека треба да си многу интелектуално не еволуира. Така е, јас заради тоа реков дека тие наговестува дека постојат универзални вредности, а не дека сме ги откриле. Има уште многу леп да јадеме додека да ги откриеме, ако воопшто некогаш ги откриеме. Така, меѓутоа поише ми беше насочено кон оние релативисти, или така ги нарече, кои што едноставно... Да, морални релативисти. Да, кои што едноставно сакаат објаснувањата за реалноста да ја сведат на веќе постоечки, веќе познати норми, за да се осеќаат безбедно. Да се чувствуваат дека ги знаат работите, дека се во контрола на реалноста, дека они знаат што се случува и дека сите ние знаеме веќе, запознаени сме со сите мистерии на реалноста, нема што повеќе многу да се размислува, да се филозофира и така натака, туку само треба да се чувствуваме супериорно во однос на реалноста и да чмаеме во еден морален статус кво. Така е, па тоа му беше коментарот на Джордан Питерсон, на Јордан Петровски, како што си го вика понекогаш, дека тие постмодернисти, што ги вика, дека всушност завлегуваат во морален релативизам и дека претвораат дека вредноста произлегува само од аспектот на моќ. Ако успееш да го наложиш, значи има апсолутен светоглед од релативизам во светогледот од аспект на факти, од аспект на правила, од аспект на вредности. Единствената вредност е моќ. И ако успееш да го наложиш својот светоглед на другите, тоа што ќе бидеш помоќ од нив и тоа што ќе го наложиш ти, тоа ќе биде вистина. И неговиот коментар е дека всушност таков релативизам целосен не може да постои, затоа што пред него мора да постои нешто што воопшто ти овозможува да цениш дека нешто има вредност или не. Така е. А тоа е зад човекот. Тоа е во основата на капацитетот за поимање и за расудување воопшто. И мислам дека тој
Тоа е она што го викаме ние. Тоа мислам дека се наоѓа во она платното, да речеме, кој што го раскажуваме ние, кој што го користиме како израз, меѓутоа околу тоа понатаму. Да, јас го спомнав сега во малце порано платното и го објаснив како поле каде што каде што има потенцијал да се пројави се што не се пројавил. Е така апсолутен потенцијал. Апсолутен потенцијал, да. Може да го заедно тоа платно што го викаме, бидејќи немаме зборови, таото, заедно со реалноста која што веќе е пројавена, можеме да ја наречеме Господ или апсолутното. Ете така. Имаш еден мистик кој што еднаш комуницирав со него, разговарав и го прашав дали Господ е персонален или е во вид на сила, во вид на енергија, како што зборат будистите и јогините, или е персонален како што зборат Аврамовите религии. И он ми одговори и двете и повеќе од тоа. Абе, многу мистичен одговор. Исто така, сакав да се навратам на едно нешто многу интересно што го кажа ти, кој што не сум го размислувал баш до сега, меѓутоа е многу интересен податок, многу интересна реализација, а тоа е дека самодовербата е вредност. Тоа ти го кажа сега. Тоа е апсолутна вистина. Да се сакаш себе си, да се почитуваш себе си, да се вреднуваш не интелектуално како јас сум многу добар затоа што сум добар фудбалер или затоа што сум многу паметен или затоа што имам многу девојки и така натака. Не поради причина некоја, туку едноставно се сакаш себе си затоа што се сакаш себе си. Се почитуваш себе си, се вреднуваш себе си без причина, затоа што ти си достоен за почит. Не мора да има причина зашто нешто сакаш или почитуваш или го вреднуваш. Едноставно го вреднуваш затоа што си одлучил да го вреднуваш. Со самото тоа што постоиш си достоен за почит. Тоа да не збориме, меѓутоа дури не мора ни да влегуваме во објаснување зошто. Али апсолутно со самото тоа што постоиш и што си свесен, ти веќе си достоен за почит и за љубов. Пред се од самиот себе. Така. Јас дури во моето истражување, бидејќи, како што знаеш, јас академски се насочив кон истражување на моралот и етиката и правото нормално. Тоа што го утврдив е дека само тоа што постои, тоа што постои има вредност самото по себе, бидејќи само тоа што постои може да дава вредности за нешто друго. Ако можеш ти да даваш вредности за нешто, значи по автоматизам мора да си ја предпоставиш својата вредност во твоето давање на вредност, во твоите вредностни судови. Затоа што ако даваш вредностен суд за нешто, што и да е тоа, не е битно, што е, не мора да е морално, туку вредностен суд ми се допаѓа јаболкова, разбираш? Значи, дали ми се допаѓа или не ми се допаѓа јаболкова. Ако даваш вредностен суд за нешто, по автоматизам мора да предпоставиш дека твојот вредностен суд држи. А зашто држи? Затоа што вредиш. Инаку ако не вредиш, твојот вредностен суд не држи. И не можеш да даваш судови воопшто. Тоа е буквално коренот од ова сега што го утврдивме, дека сите битија, без разлика дали се човечки битија или животни или растенија и така натака, со самото тоа што постојат, самото тоа што целиот универзум им му требало толку многу години спонтана работа, милениуми спонтана работа за да ги создаде и толку многу специфични услови за да се создаде животот, самиот по себе го прави вреден. Нема потреба за понатамошни причини за вредност на некоја на некој живот. Така е. Самото постоење те прави вреден. Само тоа што дошло до тебе те прави вреден. Така е. Дали би сакал да направиме да затвориме емисијата со СЖ и со практични совети? Може. Инаку супер вака што се расприкажавме,
Шварц не потикна, не завлече на кај други дискусии, кои што практично на кратко покривме многу теми кои што понатаму ќе ги покриваме во епизодите. Да. Епа на кратко се же за Шварцовите основни вредности. Шалом Шварц е научник, истражувач, професор, кој што долги години со децении веќе работи на истражување на различните култури од аспект на тоа да се утврдат дали постојат основни универзални вредности кои што се повторуваат насекаде, и неговите истражувања заедно со неговата екипа се движи помеѓу повеќе култури од најпростите до најсофистицираните, од племиња до модерни индустријски општества, и се тоа во средина. И тоа што Шварц и неговата екипа го утврдува е дека всушност такви основни вредности постојат, тие се 19 на број. Тие се распоредуваат низ 4 категории. Категориите се очувување, себе подобрување, отвореност кон промена и себе надминување, а воедно се делат и на две мета категории кои што се насоченост кон социјалното и насоченост, односно колективното и насоченост кон личното, односно себе си. И на крајот има уште една поделба на две мета категории, а тоа е раст, односно ослободеност од анксиозност, односно насоченост кон позитивното, кон тоа што има позитивни ефекти кон нас, и избегнување на анксиозност, односно избегнување на негативните аспекти и себе заштита. Тоа е во суштина теоријата на Шварц, и тоа што го искоментиравме низ целата епизода е дека причината што Шварц и неговата екипа успеале да утврдат повторување на истиве основни вредности во различни култури кои што се на различен стадиум на развиток, веројатно наговестува на некои универзални морални или вредностни или духовни принципи кои што се уште ги немаме откриено, а не е ни известно дека може да се откриат на научен начин, академски, како што и критикуваше свештеникот, меѓутоа дека наговестува дека такви универзални вредности или универзални принципи постојат. Сега ќе го оставам свештеникот да даде некои прагматични, практични совети од нашава епизода. Пред се, проучете ја Шварцовата теорија. Анализирајте ја, читајте за неа нешто, за да се запознаете подобро. Потоа, проучете се себе си, критички, меѓутоа со љубов кон себе си, со прифаќање. Да има критика кон негативните страни, меѓутоа да нема негативна емоција, да нема мразење на себе си што имате недостатоци, бидејќи недостатоците се најнормално и најприродно нешто, најздраво нешто. Потоа, балансирајте си ги вредностите во себе преку работа на себе, со свесност и со контемплирање. Таму каде што каскате, подобрете се. Онаму каде што имате премногу енергија и внимание, одземете малку енергија и внимание. Станете автентично балансирани. Потоа, третиот чекор, финален, работете со медитација и со молитва и со контемплација на надминување на сите концептуални вредности и едноставно живејте автентично и креативно од позиција на апсолутна љубов и чиста свест. Амин. Свештениче, може да затвориме епизодот. Како што наговестиме претходно, наместо поздрав, затвараме со цитат. Многу луѓе се исмеваат со доблесноста, бидејќи таа прави гревот да е непријатен. Пречесен Фултон Дж. Шиин.